Здраво на сите, во ова видео ќе зборам за тоа како правилно и убаво да се загреете пред да почнете со тренинг и како на крај да се одгреете, односно да ги стегнете мускулите за да нема големо воспаление откако ќе заврши целиот тренинг. Прво што треба да направиме за загревање е да истрчаме 5 до 10 минути. Ја најчесто трчам околу 7-8. За трчање, за правилно трчање, односно џогирање, главата, почнеме од главата, значи треба да ни биде малку надолу. Значи малку да ја наведнеме надолу, ако е многу долу, ќе ги блокираме дишните патишта. Ако е многу горе, не е добро, поради тоа што ќе осеќаме тука тензија и притисок. Друга работа, рацете треба во лактите да се околу 90 степени, кога трчаме, и да не ја поминуваат средината на телото, значи да не трчаме вака, туку убаво да не се поминува таа некоја замислена оска во средина. Со рацете, шаката исто така треба да не ја, значи не многу стегната во бокс, да не губиме тука енергија, туку полабаво, скоро стегнат бокс, но да не стегаме со рацете. Следно што треба запазиме кога трчаме телото, значи да ни биде исправено, да ни бидат стегнати кор мускулите, односно ядрените мускули, стомачните, за да се движи телото како што треба природно. Нозете, кога трчаме, значи, најбитно е слетувањето, да не ни биде на пети. Значи не на пета, туку на прсти напред. Значи на овој дел, овде, од стапалото, од верничињата до крајот на прстите. Тоа е најубав, најмек дел за слетување кога трчаме. Треба да запазиме да не ни удираат петите. Откако ќе се загрееме со трчање, следи да ги загрееме зглобовите за да се спремиме за тренингот кој што следи. За најлесно ги запомтиме вежбите, ќе почнеме од горе, ќе идеме надолу. Прв зглоб кој треба да го загрееме, ако веќе идеме од горе надолу, е вратот. Ќе ги правиме вежбите по 8 до 16 пати, но за да не трае многу долго видеото, ја ќе ги правам пократко. Ќе идеме една страна 8, друга 8, напред 8, назад 8. Идеме круг една страна 8, друга 8. Имаме следен зглоб, рамења. Имаме големи кругови, напред 8, назад 8. Правиме мали кругови, 8, 8 обратно. Идеме лакти 8 напред, 8 назад. Следно планки напред, назад 8. Идеме половина, една па друга страна, 8, па 8 напред и назад. Следува кругови, 8 една страна, 8 друга. Спојуваме нозе, имаме коленици, една страна 8, идеме друга 8 и на крај идат зглобови на нозе, една 8, друга 8 и другата нога, една страна 8, друга 8. За да нема големо воспаление, откако ќе завршиме со тренингот, добро е и да се стегнеме на крајот тренинг, односно да се одгрееме. Тоа се вежби за истегнување, ќе почнеме со прави нозе напред, споени, прсти кон тело одат назад, раце од горе, спуштаме надолу, имаме 8 пати, сецкаме, 8 секунди задржуваме докаде што највеќе затегне. Следна вежба, една нога иде позади, другата исправена, со спротивната рака идеме кон прсти 8 пати, 8 секунди задржуваме. Исто и на другата, 8 пати, 8 секунди задржуваме. Следно имаме споени се стапала напред, влечеме кон себе и од тука буткаме надолу со колена 8 пати, 8 секунди задржуваме. Идеме следна вежба, нога една иде назад, другата преку неа,
влечеме колено кон себе 8 пати, 8 секунди задржуваме. Исто и обратно. 8 пати кон себе, 8 задржуваме. Од тука отстануваме горе, идеме една нога на страна со, ако е десна нога, десна рака, 8 пати, 8 секунди задржуваме. Исто и обратно, 8 пати, 8 секунди задржуваме. Од тука стануваме горе, имаме спуштање, значи спуштаме надолу, прави ноза, 8 пати, 8 секунди задржуваме, расшируваме ноза, имаме долу, 8, па 8 секунди задржуваме, идеме кон една нога, 8 секунди задржуваме, кон друга нога, 8 секунди задржуваме. Од тука спуштаме една, за да истегнеме препони 8, друга 8. Идеме да истегнеме и горен дел од тело, значи идеме на една страна 8 пати, имаме друга 8 пати, имаме напред 8 пати и назад 8 пати. Супер, иде една рака напред пред нас, влечеме 8 пати, задржуваме малку, па друга рака 8 пати и задржуваме малку. Следно иде рака позади, се свртам обратно сега, за да видите. Од тука со другата рака влечеме лак, 8 пати, задржуваме 8 секунди, па иде другата рака, влечеме 8 пати, задржуваме 8 секунди. И врат на крај, имаме една страна, полека, влечеме со рака, 8 пати задржуваме 8 секунди и друга. И уште напред. Доколку имате некакви прашања околу ова видео, слободно пишете во коментар, ќе пробам да одговорам на сите.